Почитувани, еве сме во терминот на емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене и со Мухич, ви посакувам добре дојде. А темата за која ќе дискутираме денеска, се надевам дека ќе не макар малку дистанцира и истовремено релаксира од сите тие тензични разговори кои постојано се вртат околу политиката, иако и оваа на некој начин е поврзана со тоа. Станува збор за трошоците за живот. Имено според најновите податоци на Државниот завод за статистика, трошоците за живот во месец мај оваа 2025 година во однос на претходниот месец, април 25, значи само за еден месец, се зголемиле за 1,5%. А при тоа пак трошоците на живот за една година, мај 25 во однос на мај 24 се зголемиле за 3,3%. Ова значи дека од мај 24 година до април 25 година, според податоците на Заводот за статистика, трошоците за живот се зголемиле за 1,8%, а само за еден месец се зголемиле за 1,6%. Што значи дека според овие податоци инфлацијата не само дека повторно забрзува, туку рапидно забрзува. Излегува дека за некои практично 11 пати забрзала. Ако за 11 месеци 1,8, ете 10 да речеме нека е. За 11 месеци 1,8% изнесувала, само за еден месец 1,5%. Што прави вкупно на годишно ниво да е 3,3%, што го отвора прашањето секако. Клучниот момент е ова околу реалноста воопшто на податоците, колку се истите реални, дотолку повеќе ако се земе предвид дека според овие податоци на годишно ниво најмногу пораснале трошоците за живот, да речеме, освен рестораните и хотелите, ајде тоа може би толку не интересира, но кога станува збор за храната, се бележи раст за неверојатни, според овие податоци, малку проценти, а тоа е, не знам, трошоци на живот за храна и пијалоци 4,1%. Дури за од друга страна, еве, да речеме, на месечно ниво за 0,2%. Цените на мало во мај на годишно ниво пораснале за 1,6%, а 0,2 на месечно ниво, што делува на вистина многу малку, колку е тоа реална проценка, имајќи ги предвид на вистина цените со кои се соочуваме. Она што е интересно пак е дека од Сојузот на стопански комори сметаат дека стапката на инфлација е очекувана. И ајде да речеме дека е очекувана, ако очекувана според економијата, ако не работите ништо, од каде ви се пари? Не може да очекувате пари. Па затоа во темата не е ни ставено кој што сработил, тоа може и да очекува. И да речеме да се согласиме со тоа дека е очекувана. Меѓутоа, дотолку повеќе тие велат дека овие очекувања за растот на инфлацијата се оправдани, односно се очекувани затоа што имало покачување на платите. Сега се поставува прашањето кој е покачување на платите, кога го имавме усогласувањето за 1840 денари во март и тој фамозен економско-социјален совет се уште не е одржан. 3 месеци потоа, иако премиерот најави отворени се и така натаму, а тогаш се одржуваа и протести на синдикатите и тие нешто стивнаа, немало репрезентативен примерок, бараа 500 евра, ништо не испадна, ќе се определи репрезентативен примерок и веднаш ќе се има и потоа ќе се усогласи. Испаѓа дека ќе се усогласи повторно следната година, имајќи предвид дека веќе четвртина година практично и ни помина, а ништо од тој економско-социјален совет. Но добро, ајде пак и тоа настрана, ако е покачување тогаш друго на платите, 1800 денари, ако таква ни е економијата, четврти сме на четврто место, тогаш покачување или тоа е усогласување всушност со инфлацијата и тоа со овие податоци кои се навистина дискутабилни колку се реални,
Усогласувањето од 1800 денари тогаш е, значи, според Сојузот на стопански комори очекувано. Може би не требало ни тоа да се покачи, односно да се усогласи всушност. Понатаму сметаат дека оваа вкупна на годишно ниво 3,3% инфлација е добра за македонскиот стандард, затоа што е контролирана. Сега ете тоа е во темата, значи колку се реални овие показатели и колку инфлацијата контролирана, односно неконтролирана или нереална, па вие изберете што е за вас автентично. А според, велам, податоците од Државниот завод за статистика, на слично ниво, односно со сличен став е од Организацијата на работодавачи, од каде што сметаат дека нема некоја причина за загриженост, 3,3% инфлација, но дали причина за загриженост е што за еден месец имаме зголемување на инфлацијата, практично колку за 11 месеци наназад, според овие статистички податоци. Велат, значи, од Организацијата на работодавачи дека е нормално за држави како нашата, секоја влада да се обидува да го зголеми економскиот раст и тоа може да биде причина за инфлација, но ако инфлацијата е контролирана, може да е добра за развојот. Без инвестиции немате развој. А пак од друга страна, председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, на социјалните мрежи објави дека растат платите, и тука, да речеме, на иста линија како од Сојузот на стопански комори, покачување на платите имало, па затоа растела инфлацијата, но тој пак вели не на работниците, туку растеле на функционерите. И посочува дека во службен весник е објавена одлука со која платата на функционер избран од владата е зголемена за 13,8%, односно коефициентот им се зголемил од 2,24 на 2,55%, односно точно онолку колку што имало предвидено средства во буџетот за раст на нивните плати оваа година, и според него станува збор за 12.784 денари, односно преку 200 евра, зголемување на плата од 1. јуни 25 година, или раст од 13,8% на функционерските плати, што може би е причина за оваа инфлација, но јас го немам овој податок, затоа ниту во темата не е ставено, со резерва го земам и не е, велам, ниту дел од темата, само го изнесувам како информација која е споделена на социјалните мрежи од сепак председател на Сојуз на синдикатите Слободан Трендафилов, а дополнително или згора на тоа што би се рекло од СДСМ, токму од портпаролката Богданка Кузевска, го велат истото, дека немало пари за плати за работници, а има за поголеми на функционерите, и тоа за 200 евра. И нормално сега тие политички партиски соопштенија кој колку за кого мисли. Не видов ниту каква и да е реакција од власта или кој да е, ниту на социјалните мрежи. Затоа ете, велам, ова сметајте дека не е предмет на темата, но ете, е како информација да се заокружи темата, па ќе видиме што ќе биде ако се отвори околу тоа. Чисто дискутираме дали тоа што велате Ромео Костадинов од Сојузот на стопански комори е као очекувано на инфлацијата заради покачувањето на платите, а видиме заради тие плати ли е очекувана инфлацијата. Во меѓувреме колку очекувано, контролирано, реално и како и да е се снаоѓате со растот на трошоците за живот, колку се реални овие показатели, колку се за вас очекувани, колку се контролирани. Ете, тоа е денешната тема, 6091 924 925. Добар ден, почнуваме со првиот гледач. Повелете. Добар ден, се слушаме, повелете. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Диме на телефон почитувам. Ве поздравувам, повелете, да. И ја ве поздравувам од срце. Благодарам, повелете. Најнапред би сакал да ја честитам победата на нашата фудбалска репрезентација. Убаво. И успехите што ги има до сега, на чело со стручниот штаб. Потоа успехот на Еврофарм Пелистер
освојувањето на шампионската раковетна титула, Аха. чиста како солза, Аха. успехот на Алкалоид и така. Браво, да. Значи, каде што се работи има успех. Браво за Почитав победите, водител, да. во врска со темава, зашто ние не го прашаме Стојанче Ангелов? Колку Да, он тоа е знае официјално што дека става? нему му е и тука и беше некоја во комуникацијата само него или на сите и затоа велам да немам официјално ништо. Значи, зашто не ни биде он репер за стандардот и животот? Па не ли ние сме четврто рангирани во Европа, пети во светот, па мислам некаде седми, и седми на земјината топка. И сега ние очекуваме приплив на доктори, инженери од Словенија, од Хрватска и така натаму. Ова е невидена смејурија, почитувам водителу. За да првенецот на владава интригашов си дозволи 21 годишно момче, синот на Пандов, да му биде советник во владата, а ги има 17. Па кај неговиот авторитет? Значи, он со возраста не е дозрел да биде лидер. Ако во составот на владата како советник прима 21 годишно дете, синот на Пандов, почитуван водителу, работава ни е ничко. Ние само си се лажеме меѓу себе, успева, и те како успева. Ние ведне главата доле до земја, али крај на септември ќе видиме чија глава ќе биде наведната до земја. Благодарам, пријатно. Благодарам, ве поздравувам, но добро, кој знае од кои причини или вете со која врз која основа може би треба некому треба младешки потенцијал, енергичност и така натаму во комбинација со не знам некоја зрелост, мудрост, па сето тоа да се обедини, така да кој знае се има своји причини. Јас само се надевам дека ќе ги слушнеме објаснувањата и затоа постојано велам, особено кога се институциите во прашање, наместо меѓусебни препукувања, не мислам на нас, напротив, добро во принцип функционираме, толку генерално сите тие чинители, па би правосудните пред се, кои со власта комуницираат кој какви ингеренции има, всушност да дадат одговори на многу прашања за кои би требале и само иницијативно да се ангажираат и да кажат ова е така, ова не е така и едноставно да немаме ниту дилеми, ниту вознемиреност кој што како. Оправдано е се, еве, како со пресудата за Мерко, немало злоупотреба на службена положба и овластување и готово, ете, тоа е веднаш. И ова нека биде показател и за Стейт Департментот, да се преиспитаат, сигурно сгрешиле и така натаму. Тоа е тоа. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Моја тема ти оздраве. Знам, предпоставував дека ќе се слушаме. Повелете, да. Ние сме стратешки партнери со Британија, со Европска Унија, со Америка. Сега во Америка, зашто многу малку има инфлација? И зашто не се одбира овакво гувернер, главен човек на Централната банка од власта или од опозицијата. Се одбира од неутрален. Неутрален. Увек е таму така. Зашто е тоа така? Обратно, например, у Русија има инфлација голема, паѓа рублјата, што ќе се покачи, Турција исто, лирата. Сега да стигнам до суштината. Зашто го ставија овие Трајко Славец? Трајко Славецки е ставен за печатање на пари. Дека секоја вас, било каде, бара од гувернерот да се печатат пари, свежи пари. А зашто свежи пари? Највише им користат на лист. Они први доаѓаат до тие свежи пари. И ги претвараат у фунти, долари, евра. И после ги пуштаат уопсет кај нас граѓаните. И ние гледаме покачување на цени, денарот се сманил. И сега граѓаните на Република Македонија некои очекуваат јака инфлација и поголемо покачување на цените. Тоа
е факт, не е неиновен. Ова што го кажев е точно 99,9%. Дека никој пат не се става овакво. Свој човек у власт. Треко Славенски знаеме дека е нивни човек. Апла Македонија ќе биде у несвет. Овие месеци, ќе видиш. Благодарам, поздрав. Добар ден, повелете, кој ни е следен. Здраво! Добар ден, ве слушам, повелете. Види сега, ова реално убаво сте го ставиле тоа нето во заграда, ама не би требало да стои во заграда, него да си биде како што го личи. Без заграда. Добро, Значи, и затоа и прашалник е на крајот, па да избереме, значи, што е. Значи, овие дете од мајка ќе украдат, да свати каде е мајката, детево отиде. Не па да ни се секираат за инфлацијава тука за цениве дали ги ни раснеле, дали платите ги ни ги девалвираат и све останат. Ама затоа еве сега овој првиот човек, генералот. Кога го спомнавме генералот овој Стојанче. Знаеш дека тоа генерал звање не било кој знае кое звање у полиција. Тоа било звање у војската, да. Генерал значи нешто врв. Ова генерал гола вода. Значи држме мајка, отидов по вец. Ме сваѓаш? Тоа било тука у полицијата генерал. Така да, вакви генерали, све дека ги имаме, додека се котат у држава, тој котеш дурне, не само он, и овие премиери, министри, чудеси, тука што изиграваат елита, господа, елитократија, како да ги решам, до тогаш и нема идни на оваа држава. Овие подлизурковци, безработни, кои наликуваат повеќе на оние полжавине без куќарчиња, кои се бутаат по тој истиот запад расипан покварен у срж и му ги решаваат неговите проблеми сега он што ги има западот, ние иднина немаме. Джабе све овие коментари што се даваат, значи со овакви безработници ние државата ја изгубивме. Не само од овој табор. Да не се радуваат само овие другиве да решат ние не сме. И тие СДС заедно со... Така, благодарам, поздрав, до слушање. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден. Повелете, се слушаме. Сега ваки со Кавајо се јавувам. Ве поздравувам, повелете. Значи се јавувам ја од Агер и сега се на работа во возови насад. Значи го поздравувам Дими од Скопје се јавува, ако е можно да ми се јави покасно ноќе, бидејќи сега сум ја на терен. Каде да ви се јави вам приватно? Го поздравувам Дими. Кај вас да се јави? Кај да мене да ми се јави. Значи во ноќните часови. Сега бидејќи сум ја во возови од насад. Добро, еве, претпоставам дека слуша. Добро. Се слушаме? Добро, ако беше тоа се, ви благодарам, велам ако слуша нашиот учесник и има желба во некој од следните прилики, нека го потврди тоа, па потоа може да ќе го оставите вашиот телефонски број во режија и некако ќе биде споделен за да овозможиме и убаво е ако можеме да овозможиме меѓусебно поврзување за позитивни работи, така да секако што може во таа насока да се направи, го поддржуваме тоа се што е добро. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете. Се слушаме. Се слушаме, да, повелете вие сте. Сите зборуваат за плати, за пораз, за трошоци, за ова, за она. Да никој не му текнува да речат народот, дајте бе луѓе, дајте нешто да покрениме, нешто фабриче да направиме. Дајте овие луѓе што не се вработени, да ги вработиме. Дајте земјоделие во целото да се обработи.
да нема една педа неизработено. Се пари се земат од надвор, се овдека ништо се е мртвило. И сите кажува скапо е ова, скапо е она, за работа никој не се фаќа. Од кого чекаме? Јас од кого чекам ако не изработам? Друг да ми донеси. Државата ќе ми донеси. Сите треба до еден да земат учество за зголемување на производство. Државата да ја крениме нагоре, за да имаме сите. Вака, сите бараме, никој не даваме. Во која земја го има тоа? Го спомнуваат Запад. Запад работат и ноќ и дење работат. Простум спијат, исправни. Никој нека не ми каже живееле вака, живееле онака. Има некој тук тек, ама тамо се работи. Тамо во фабрика ќе влези, се знае одморот колку му е, пола сат или сат. Другото, овде цел ден е на одмор, сат-два дали го има во фирмиве, кај што работи администрацијава. Приватниот бизнес се бори сам за себе, нешто придонесува и за државава, ама не може, тие се ситни. Која фабрика? Тие гледат да ја затворат, да ја препродат, да ја растурат, да надватат нешто и да заминат. Не може така држава да стои. Ке чекаме плативе да не изгонат. Овие синдикативе... Така, ете истече времето. Благодарам. Поздрав до вас. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав. Па да ви кажам право, познавајќи го политиката на Трајко Славевски, се започнам дека ние одиме кон девалвација на денарот. Аха. И мене ме плаши поише тоа дали ќе се случи отколку... Па добро, реално вредноста на денарот фактички номинално се држи, но реално е намалена, имајќи го предвид покачувањето. Се држеше до сега затоа што гувернери беа луѓе што не беа омилени ке власти, затоа ги ја сменија бежоска. Аха. А вака овој како што е повој лесен за подведување Трајко Славевски, мислам дека ќе прифати. А што се однесува за се друго, мислам дека тешко ќе издржиме. Така да и овие наводни кредити што тек треба да се земаат, ќе видиме дали под кои услови ќе се земат. Ние сите се израдуваа, меѓутоа математика да само направи еден човек во државата. Сите други поддржуваме, ама реална математика само еден човек во државата направи, професорот од Битола. Аха. Така да ви кажам право, мене ми е срав, веќе почне срав затоа што упорно, наместо да се празни државната администрација, ние упорно ја полниме. Земете ги новите вработувања во Осло и Кичево, да не збориме сега предизборните со непродуктивни вработувања во администрацијата што се случуваат. Наместо да се пополнуваат оние работни места кај што реално фали персонал. Здравството, гледате, тамо се тактизира. Градинките, социјалните служби, тамо се тактизира, се примаат, меѓутоа се примаат некои. Или земете програмата на владата. Ке вработуваат 400 времено вработени пожарникари, а не вработуваат 200 во Скопје реално што му треба. Значи, гледате кај се оди, повторно се тактизира да се поиграат со луѓето само ради изборите што доаѓаат. Или ова нереално држање на цената на струјата, ниска цена на струја, еден ден ќе ни судиот како од камен од глава, да ви кажам право. Не може да издржи елем 130 милиона долг. Со кама... Така, благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Почитан водителу, Да, повелете. значи, соговорникот, почитуван од Кавадарци, ми ја наполни душата. Аха. Не значи дека ние, овде, паталци во Македонија, во дадени моменти, ако не најдеме заеднички јазик, дека не сме човек. Дали ме разбирате? Да. Додека ние така го живееме животот, овде ништо нема да биде. Не, напротив. Ние треба да си кажеме во очи дека си ја сакаме Македонија, ама не на оваков начин. Јас, најпрво, сакам да кажам, лозарите, тутунарите, оризарите, земјоделците, јас ги почитувам од дона душа. Они вложуваат целосен труд, не само личен, на целото семејство. Не разбирате? И допринесува да јас како Дими и моето семејство каснеме нешто од нивниот производ. Да не должам многу. Од срце ја прифаќам поканата. Но, со едно мало жалење,
ке ме разбере најискрено, ја во сабота патувам надвор од Македонија, штом дојда, ја кога одам во Кавадарци, отсетувам него именом ресторанот Карши Јасни Салат, има еден ресторан со руско име, тоа е прекрасна средина, прекрасни луѓе, прекрасно собиралиште, и јас ќе се јавам од таму и ќе си се видам со почитуваниот господин кој што ме покани на свадба. Ја прифаќам од срце, затоа што ние од срце треба да го живееме овде животот, не да го живееме во црнила, во меѓусебна омраза, која што ни е наметната, ама јас се надевам дека многу долго нема да трае. Да е здрав и жив од срцето име. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам, ете, нека ви е среќен патот, па кога ќе се вратите ете во добро и да се сретнете и само ете добри комуникации да имаме преку овие наши средби. Повелете, добар ден. Добар ден, дали го имаме следниот гледач? Ало? Да, повелете. Поздрав, Писо. Поздрав, да, се слушаме, повелете. Прво ви почна од претходната тема што имате во... Аха, добро, кажете. Да. Во еден саат. Го слушав таткото на починатиот Тапанар од групата на ДНК. Мисля, че имаше доблес во гледа протестот, че имаше доблес првен да им се извини на Кочанчани во име на неговиот син, бидејќи тој е умешан во тие прскалици, како да и петарди во Кочани. Требаше да има доблес. Како што изиграваше храбар, требаше да има доблес да им се извини на сите у Кочани, на тие родители. А плюс, изиграваше храбар према премиерот, према председателката, а плюс тоа он го насочува некој дека ги снима, намерно дека ги снима, па зошто ако беше храбар, не го фатија тој човек што ги снима, па да го изнесеа тука пред јавноста, да знаеме кој го испратил тој човек да ги снима. Стварно не ми е јасно за човекот. Толку храбар на митингот, на протестот, а не отиде да го фати тој што ги снима, дека им претеле на родителите, ги нападна полицајците, ги нападна премиерот, председателката. Тоа имам. А второ, ви кажам, па видите како ќе немаме ние вам потежок живот. Па видите што прави еве Вој Крмзов. 94 милиона ги украл од државата. Кој ете го и Ковачевски украл 170 милиона. Што да правиме ние и која влада да биде, како ќе биде за нас подобар животот? Толку крадени пари од буџетот. Што правеше Лукаревска? Што правеше тој Фатмир Бесини? Таа Бежовска што правеше? Не гледа каде одат тие пари. Не гледа. Да, ви благодарам. Поздрав. Јас затоа кажав, не спомнав име, дали беше тоа зграда Дубај или сигурно не е тоа единствен случај, ако некој гради македонски државјанин. Се гради, имаат станови, имоти надвор од Македонија по ЕУ земјите и тоа исклучително скапи, тоа воопшто не е проблем. Кој знае колку сметки банкарски, односно со кои износи. Тоа е тоа, имено, колкави милиони се во прашање. Кауција од милион повеќе евра не е воопшто проблем да се обезбеди. Така да, во тој контекст кажав и јас ние дека токму тоа имаме толкав потенцијал, имаме луѓе кои ги приватизирале парите, всушност, затоа ако се вратиме од таа приватизација и слично, од тоа што беше народно, државно, се едно, и кои всушност навистина може да ја оправат цела Македонија. И автопатот да го направат, и се да се соберат и соединат, обединат, исплотат сите тие тајкуни и така натаму, кои така преку ноќ станале. Не се тоа генерации наназад кои традиција од 100-200 години и така натаму имаат и граделе, почнале од ништо. Напротив, да, почнале од ништо, а преку ноќ станале се, направиле се. Така да во тој контекст кажав, не е битно, ваму зграда, ваму друго, трето и слично.
ги приватизирале под наводници парите кои всушност сега се на штета на државата. Што е останато сега за тоа? Ако и останало нешто, тоа се уште остатоци некои костури, скелети од недоурнатите фабрики, или пак оние кои се урнати, таму се изградени или се градат исто така згради, повеќе катници. И на поранешна треска, и сега читам Купром во Хром, поранешната фабрика, нека во таа насока се оди. И повторно, а кој ќе ги гради тие повеќе катници? Државата или приватно лице? Се знае. Така да, тоа е каде е потенцијалот, каде е, мислам, финансиски, каде е капиталот. Дори би било интересно да се направи една споредба моќта капиталот на државата и на тие кои заработиле Па да не го изненади човек и ако види дека се помоќни и од државата. Што јасно не е случај само кај нас и така натаму, затоа тоа и на други места тие дури и невидливи, таа сива еминенција, тие ги водат работите. Експонентите во политиката не се клучни. Не дека се занемарливи, туку тие клучните кои се и милиарди, не милиони, тие ги тркалаат работите. Но работата е што тие милиони или милиарди ги приватизирале. Биле народни. Ете, тоа е тоа, да не кажам узурпирале или да не одам понатаму, ајде доволно. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Да, почит до вас повелете, одамна не сме се слушнали. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав да вас повелете. Па, прашање моите другарчине од шарената трибина во што веруваат. Еве, например, не веруваат дека имало стопански порост од 3,5%. Аха. Не веруваат, например, дека има криминал во минатата власт. Не веруваат дека во изминатите 7 години во власта после шарената револуција стопанскиот пораст бил 1%. Не веруваат во анкетите за политичките партии, но веруваат дека има висока инфлација. Еве, за една стока која најповеќе се троши, нафтата, ќе ја споредам цената, да речеме, од 2022 и сега. Еве, да видиме дали можеме на Телма да му веруваме. Еве, информација од 6 јуни 2022 година на Телма со наслов: веќе дема гориво за автомобили поевтино од 100 денари. И тука во информацијата се наведува, значи дизелот е 102 денари, а бензинот 112 денари. Сега можда и овие од шарената трибина не му веруваат на Телма. Не знам на телевизија 24 дали можеме да му веруваме. Еве, на 3 јуни телевизија 24 објавила информација: фирма на Вице Заев во Бугарија, значи ќе повторам, фирма на Вице Заев во Бугарија инкасирала 9 милиони евра од државните пари за набавка на јаглен. Дали тоа влие врз инфлацијата, односно за скокот на цената на струјата? Дали можеме да му веруваме на телевизија 24? Еве прашање до шарената трибина. Или досакам да кажам, порталот кој е исто од шарената трибина, денеска излезе со наслов: бизнисменот Крмзов и 15 наменски фирми украле 38 милиони евра од државата. Дали можеме на тој портал да му веруваме? Благодарам, ве поздравувам, до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден, имаме ли некого на другата линија? Дали се слушаме со некого? Добар ден. Да, повелете, вие сте. Исо? Да, кажете. Здраво те поздравувам. Благодарам и јас, еве, повелете. Ово е колко е брана ВМРО. Па ја да зборам за ВМРО што ни направи на нас во пензионерски дом, за уши ќе се пати и ќе бега. Само не ме интересира за партии, па сите се исти. Еден друг така исто се јавува, а тие имат корист од ВМРО. Ја немам од никој корист. Да, разбирам, но еве зборуваме, мислам дека директно сте допрени со цените, дали имаме поскапување и така натаму. Затоа велам да не... Како нема, дојди во пензионерски дом да видиш, Исо ти мене ме знаеш. Дојди да видиш во пензионерски дом какви се цените во Кам. Не само во Кам, ја не можам во други продавници да одам,
болна сум, си имам тешка болест, глупост. Нека дојде да вида он дали не е покачано. ВМРО, сите се исти. Бранко затвори фабриките, се разволе во крепост. Добро, има ли според вас конкретни мерки за заштита на куповната моќ на граѓаните? Имавме до неодамна на замрзнување и така натаму. Исо, не сакам те почувам. Сите лажат. А што ни направи ВМРО Груевски со парното и уште ни прават 20 квадрата да платиш 2000 ми дојде сега сметка на сите. На сите. Тоа го прават, пион ми го прават. Тоа премиерот не го мешам. Премиерот не знае за тоа. Не го бранам сега он на власт. Што ни прават да видиш, Исо, а за цените да не гледа на купуваме, нели, од 100 динара басовци купуваме, затоа сме и болни, може и нервозни. Не купуваме од 300 динара. Срамота ќе ги брана. Еднаш не рекол сите се исти. Тоа, срамота, неќем да го слушам на телевизија. Толку не е одвратен тој дечко. И еден друг има. Толку не е одвратен. Шарената, а он како ќе? Шарената. Не вика сите се исти. Сите. Не... Да, добро, ви благодарам, но ете, какви размислувања има, ете негово право, вие изнесете ги вашите и сослушајте ги на другиот, па ете, може само уште повеќе бидете убедени во тоа што вие го кажувате или може би да ги проширите вашите размислувања. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, повелете, да, се слушаме. Поздрав до тебе. Благодарам, повелете. Па ја да сум премиер и да ми се нудат за советници овие пензионериве првиве двајца и некој дете од 8 одлени, јас ќе земам детето, пошто многу подобро ги разбира работите. Например, овој Мито од Кавадарци што го кани Тиме на гости, еден ден нема работено земјоделие и само за земјоделие збори. А пријател мој од Кавадарци ти кажува оваа година зема 70.000 евра од гроздие. 69 годишен човек. Ама треба да се работи, не по телевизија да се врти. И околу инфлацијава, луѓе од дома не знаат да си водат економија, водат на телевизија овде. Вчера баш на вашата телевизија Анита Петровска имаше нели тоа на Да. Тројца професори беа, така економски стручњаци. Луѓе што изгледа разбираат од работа, пошто тоа им е струка. И што кажа? И покрај тоа што Анета цело време навивачки се однесуваше да ја оцрни власта и оваа политика, професорите тачно кажаа дека е тоа вистинското нешто. Ако сакаш да се доближиш до европските држави со економијата, мора да расте бруто домашниот производ, а кога расте бруто домашниот производ, неминовно расте инфлацијата. Да, па тоа Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи, тоа и го кажав на почетокот. И професорите двајца, истото го кажат. Значи, тоа е наука. Значи, има луѓе во ВМРО што ја разбираат работата и затоа ја тераат како што треба економијата. Овие што немаат појма од економија, овде може да си набиваат колку што сакаат. И во Европа е поголема инфлацијата, него кај нас. И дури инфлацијата научно е докажано дека е позитивна работа. Ама на кого тоа да објаснуваш? Прогнозиве на Љупчо добро, 12-та пак нема да му се отвари, која прогнозира, ништо не се отварува. И да го прашам, оваа фирмава 3 пати јаглен поскап што увезуваше од Грција за джипот на Филипче, има... Благодарам ве, поздравувам, ете, може и во некоја прилика да одговори, ако ете смета дека треба. Ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден и почит кон вас, Исто така, почит, да, повелете, да, ве поздравувам јас. Господин Исо, јас, пардон, да, не се разбирам многу од овие економии и така натака, но и навистина многу моите соговорници зборуваат, а не разбираат навистина многу работи. Јас сепак мислам дека се оди кон подобрување на работиве. Бар така навестувам искоски, но кога би бил јас, да речеме, исто со мојот претходен соговорник се согласувам, но толку добар е патриот и на ВМРО ДПМН, што не знае дека терминот пусто лешинари е српски термин, а нашински е мршојаци. Така да понекојаш треба да внимаваме што сме големи стручњаци и што зборуваме.
Исто само уште неколку реченици, јас би сакал да кажам во врска со темата на Владне што беше, во врска со тие такви терминологии грозоморни, од кои што се згрозив, за тие термини некрофилија политичка и така натака. Ма не е политичка, директно некрофилија се, или со традиција некрофили, да. Политичка групација која... Да. Но партиите не избира средства за секој човечки глас да го добие. Јас се тука би додал, ако би се рекло, да речеме, за елиминацијата од страна на Мицкоски на све што е старо од ВМРО ДПМН и не сака никаква конкуренција заради својата суета, дали може да се нарече неговите активности, да речеме, политичка педофилија, да речеме, што избира деца околу него, за да може многу да ги лаже со убавите плати во парламентот и со неговата надменост. Благодарам и пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам, иако би рекол лично дека не може ниту ова, како што и според мене и ова исто со некрофилија навистина не само е дека ајте едноставно кажано недозволиво. Затоа што јасна е дефиницијата и на педофилија и на некрофилија. Во случајот со некрофилија тоа е мртовец, тело на мртовец како предмет на сексуална желба и она што следи. Значи, понатаму. Веќе е познато. Ова со педофил е со дете. И сега ако кажете, значи се едно, тоа не значи да се биде окружен со дете или со млади и така натаму. Ако сте кажале педофил, се знае, не може да биде некој, не знам, силувач, а е всушност романтичар и со партнерот, партнерката, не знам, со убаво. Ако сте кажале силувач, значи се знае што прави тој. Така и ова педофил нема преносно, политички педофил или ваков таков педофил е, таа е терминологијата и законска и медицинска и се едно. Наркоман зависен од дроги и готово. Ако е нешто, а тоа е зависен од, не знам, од музика многу. Тоа е друго, но наркоман се знае дека не може да без тоа. Педофил се знае што е, некрофил е тоа е. Сексуална возбуда од мртви. И сега затоа велам, кому е пораката тоа и кон кого тоа е. Затоа, не знам, семејствата и сличното, веројатно нив треба да им се објасни, ако имаат прашање на ова. Или што сакало да се каже. А инаку друго е, вие кои, не знам, се одговорни за загубите или се безчувствителни или така натаму. Сето тоа може, но не може да, мислам, некрофил е конкретно. Сексуален предмет на обожување со мртов човек. Тоа е тоа и затоа и ги прочитав тие категоризации медицински и законски. Може да има да убива за да го прави тоа, може да не убива да го прави тоа со мртовци, сквернавења, гробови, како и да е. Може да фантазира за тоа. Да не дошол до таа, тоа се тие три клучни поделби и сега не можете. Вие преносно тоа е таков. Ако кажете, не знам, енофил, се знае, тоа е љубител, зависник од вино. И не може во преносна смисла. Или библиофил, заљубеник, зависник од книги. И која е другата работа? Мислам, може да кажете тогаш овој, не знам, сака вино, сака да пивне малку, овој сака да прочита нешто, но ако кажете аудиофил, библиофил, енофил, педофил, некрофил, се знае точно што прави некрофил. Не може велите овој е силувач, ама јас мислам политички тој врши притисок. Па се знае, затоа ќе кажете овој врши притисок. Ваков или таков. Не може, ако сте употребиле силувач, така или не знам, некој шизофреничар ќе кажете. Па тоа е точно диагноза исто, затоа и ова е диагноза. Ама сега шизофреничар политички се знае, шизофреничар не може политички во преносна смисла. Шизофренија точно диагноза таа и таа со такви манифестации.
И не може имаме шизофреничар символично кажано и имаме вистински. Тоа се тие работи кои особено од тие на тие нивоа и од тие позиции на одговорност, мислам дека би требало да се води сметка кој ги кажува. За некој во кафејана и да кажал, некој што е енофил па се напил многу вино, или алкохофил, се едно, па кажал тоа беа вие некрофилите, па и да помине, но мислам дека таа некоја рафинираност, барем во изборот на термини, и особено во она што сака да се направи, да се поентира. Ако сака да се покаже, да, тие се, не знам, безчувствителни, газат преку тела. И така натаму. Има термини и слично. Ова е едноставно друго, се наведува на нешто друго. Што прават тие? Уште традиција имаат. А како? Одат, откопуваат гробови па го прават тоа, или одат крадат од мртовечници, или што? А тоа го означува терминот, тоа е. Мислам, што се сака, што да се каже со тоа. Но ајде, друга е темата. Повелете, добар ден. Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Исо, како е Исо? Добро е, бе, дискутираме, да, разни. Ево, јас... Не може без политика, јас пробав со инфлација, со ова. Јас јавам од Охрид. Добро, повелете, да, е убав Охрид. Па, најубав, како е Охрид на плажа, што да ти Прекрасно. кажам? И периодот од годината најубав. Да. Слушај, реално или нереално, контролирано или неконтролирано. Или пак, колку е напредна Македонија, колку е GDP, толку е првиво, за мало има грешка, може и први сме, ама може во брањето не стигнале да дојдат до број 1. Аха. Види, јас верувам во ова, зашто имаме ние пример во Охрид двајца капиталци. И то министри. Едниот е министер од село Издеглавје, а другиот е министер од село Речица. Аха. И двајцата се капиталци во нивната струка. Односно, едниот ја продаде државата во комитите, дедо му, неговиот дедо. Пред колку години ги предаде комитите и сите изгинаја. Капиталецот од Речица. И вториот капиталец е од Издеглавје, го купи полигонот, па насади тамо пиперки, патлижани на тој полигон, во Охрид го знаат кој е тој полигон, и крена државава, затоа GDP крена. Втора работа, Охрид го ранеше оранжериите, го викаме ние. Цел Охрид го ранеше. Тој сега згради направи тука и прави, ги продаде зградите и зато крена држава. Ме разбра сега? Да. Толку, Исо. Поздрав. Благодарам, поздрави до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Знаеш како интересно ми е тоа, кај што ти гласно се прашуваш, па каде оди замина капитал македонски. Аха. Па капиталот македонски замина прво едно грото од сето тоа можда поќе помалце во Будимпешта, па во Дубај, во вакцини, во респиратори, во мотори. И многу интересно кој ќе велат сите се исти. Да, името исто на тие две партии, меѓутоа последиците не се исто. Периодот на тие две партии не е ист. Значи, зависи кој ги водел тие две партии во тоа време. Например, во 2002 година беа многу поинакви работите и обеќањата од СРСМ преку Бранко. Државата не беше иста после 2002 година. Како што не е иста кога Заев ја напушта државата. И ние сега сите наеднаш за една година бараме стандард. Да живееме како ништо да не се случило ове години. Ни требаат ниски цени, добар живот. Не отите така. Мора да се плати даноко на тие две исти партии што ги спомнувам. И сега неизбежно е, пошто сите се повторуваме, да се вратиме на емисијата од предмалце. Да, добро. Значи, СДСМ мора да биде на терен. Затоа што нивно чедо е овај роден монструм од КБР, што вештачки го државале 12 години. Мора да се оправдат пред народ за оно што му го сервирале тие. Нивно чедо е то. Тие го државале, тие му го нуделе на народот како таков. Затоа што да го затвореле на време немаше да има и дело. ВМРО е криво во смисол на тоа што барем си мислело барем останало нешто во некоја државност, за тие државни
функционери дека нешто одработиле како што треба. Значи, од друга страна па да гледаш дека 12 години тие како родители децата им одат во таква дупка, а ти мирно распиеш дома, па тоа нигде го нема. Да одат на капење, па ќе го речиш не оди тоа. Така, ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Веќе сме на крајот. Добро, ви благодарам за учеството, за добрите разговори, за сите кои не следевте. Ете, ја подвлекуваме цртата и под оваа тема, иако и ја проширивме, а од другата страна на цртата се секако вашите заклучоци, објективни, кои врз основа на сето она што го дискутиравме, ќе ги донесете сами, затоа и велам објективни. Имајте пријатно попладне. Довидување.